На денешен ден во 1735 година е роден американскиот државник Џон Адамс, еден од неистакнатите борци за американската независност, прв потпредседател, а потоа и председател на САД. На денешен ден во 1762 година е роден францускиот писател Андре де Шение, кој ги усогласил старите поетски форми со новиот сензибилитет и се смета за последен поет на класицизмот и прв романтичар. Иако ја поздравил француската револуција, остро се спротивставил на јакобинската диктатура, поради што бил погубен во 1794 година. На овој датум во 1817 година Симон Боливар ја основал првата независна влада на Венецуела. На денешен ден во 1830 година починал црногорскиот епископ Петар I Петровиќ Његош, кој придонел за развојот на црногорската државност. Тој го донел првиот закон, Кодексот на Петар I, во 1796 година и го основал Централното судско тело Кулук во 1803 година. На овој датум во 1864 година бил потпишан Виенскиот мир, со кој Данска била принудена да ги отстапи на Прусија провинциите Шлезвиг, Холштајн и Лауненбург. На овој датум во 1905 година рускиот император Николај II со Октомврискиот манифест понудил пошироко право на глас, избран парламент Дума со законодавна моќ и гаранција на граѓанските слободи. На денешен ден во 1910 година починал швајцарскиот филантроп Жан-Ари Динан, творец на идејата за Црвениот крст и еден од основачите на Меѓународниот комитет на Црвениот крст во 1863 година. Тој бил добитник на првата Нобелова награда за мир во 1901 година. На овој датум во 1918 година Словачка прогласила одвојување од Унгарија и се обединила со Чешка, формирајќи ја Чехословачка, првата држава создадена по распадот на Австро-Унгарија во Првата светска војна. На денешен ден во 1918 година Турција капитулирала во Првата светска војна, со што престанала да постои Отоманската империја. На овој датум во 1922 година Бенито Мусолини, 2 дена по маршот кон Рим, ја формирал првата фашистичка влада во Италија. На овој датум во 1973 година бил пуштен во сообраќај Босфорскиот мост, што ги поврзува Европа и Азија. На овој датум во 1975 година принцот Хуан Карлос го презел раководството на Шпанија од тешко болниот диктатор Франциско Франко. На денешен ден во 1975 година во близина на Прага се урнал авион DC-9 на југословенската компанија Inex Adria, при што загинале 75 чехословачки туристи кои се враќале од одмор на Јадранот. На денешен ден во 2000 година во експлозија на автомобил бомба во Мадрид загинале судија на Врховниот суд на Шпанија, неговиот телохранител и возачот, а 35 лица биле повредени. Осомничени биле членови на баскиското сепаратистичко движење ЕТА. На овој датум во 2003 година Врховниот суд во Рим го ослободил поранешниот италијански премиер Џулио Андреоти, претходно осуден на 24 години затвор за соучество во мафијашко убиство. На денешен ден во 2006 година поранешниот чилијански диктатор Аугусто Пиноче бил ставен во домашен притвор поради тортура, убиства и киднапирања за време на неговото 17 годишно владење. Починал во декември истата година. За време на неговиот режим околу 3000 луѓе биле убиени, а 28.000 подложени на тортура. На овој датум во 2012 година ураганот Синди го погодил источниот брег на САД, усмртувајќи 39 лица и оставајќи милиони жители без струја и јавен превоз.